Користењето суперлативи е прифатливо само ако нивната употребна вредност може да се одреди, оти покрај јасното разграничување за кого и во кој период од едно деноноќие представува проблем, останува тотална непознаница, целта која се сака да се постигне со акцентирањето. Оваа улица во Штип е една од најмалите и најкомплицираните за возачите дење, а ноќе е уште повеќе комплицирана за минувачите. Решение за маката која создава вербалната комуникација. Најлесно се наоѓа преку послужување со невербалните канали. Гестовите, мимиките, специфичните движења на екстремитетите може поумешно да го артикулираат контекстот и пораката што се испраќа. Сега ние се наоѓаме во агенција, што правиме? Мајските и јунските уплати ги пребацуваме за септември или за догодина. Чекаме ваучери, што уште немаме како мерка. Тој вид чекови кои ги добиваат повластени лица или се даваат како награда, едноставно некому изгледа природно му припаѓаат. Оти не постои друг резон со кој може да се објасни нивната специфична улога во различни периоди, во кој се користи нивната употребна вредност, освен дека за нив има некое навистина добро покритие. Адвокатот кој што пишуваше, ги напиша предлог кривични пријави кон нашите активисти, ги бранеше интересите на Евромакс, сега тој истиот адвокат, кој е во улога на заменик министар за економија, треба да напише жалба против Евромакс кој го плаќале до претедна година. Во спастрена ситуација, сето ова трудолюбивост и само прегор, ово е значаен ангажман. Не би можел да биде ставен под знак прашање од сите евентуални сомнежи, лесно може да ги покрие квалитетна и силна администрација, која е институционален бедем на секоја моќна држава. Нашата јавна администрација, нека биде ова и како критика, ги злоупотреби и ги искористи мерките по однос на COVID-19. Што значи тоа? Тоа значи дека голем дел од институциите јавни, подрачни единици на министерства, клучните министерства во нашата држава работат со 10% капацитет. Или еден ден си не работа, 2 дена слобода. Или скратено работно време до 12. Критиките треба да бидат отфрани од има такви кои во злодоба имаат работено и прекувремено. Сепак изгледа ги има фатено силен премор штом се заминати на заслужен одмор, кој ќе трае се додека нивното дело и нивниот лик за секогаш не исчезнат од меморијата. Ремаркет. Кој е тај ремаркет? Борчето да не е. Фирма Ремаркет блиска на Ден Дончев. Ден Дончев. Јас сад слушам за Ден Дончев, таа. И на крајот, кога стројниците не само што по собствено признание потврлаат, туку остануваат во фокус и пак почнуваат со хуморескни етимиолошки толкувања. Принцот Шехријар Кан, кој што јас имав многу мерак да го женам со невеста од овде. Тој во меѓувреме се ожени и доби ќерка. Таа ќе биде принцеза. Принцеза се разбира. Малата принцеза се вика Мехруниса. Може да замислиш. И кога ми кажа како се вика, ми викам дали вие знаете што значи ова на македонски? Мекруниса. А Мекруниса. Мекруниса. Со Х, меѓутоа Х-то е К. You put the crown on my head. Така му објаснував дека значи името. Според неколкути изгуглани значења, најмалата хунза принцеза се вика Добрила. Во секој случај, круна на глава, барем на неа, нема да и фали.